Доживували владеачкиот СДСМ кој од 2017 управува со земјата сериозни внатрешни потреси. Лидерот тврди не настаните велат поинаку. И покрај уверувањата на актуелниот премиер за единство во партијата, ситуацијата е дека по долги години соработка Радмила Шекеринска реши да не му биде партиска заменичка на Зоран Заев, кој пред само еден месец беше реизбран за претседател на социјалдемократите. Одлуката јас ја почитувам, но само ќе кажам дека Радмила Шекеринска, покрај сите други најмногу граѓаните нормално, е една од најзаслужните за нашето членство во НАТО, за кандидатскиот статус во Европската унија, за добиената одлука за почеток на Европската унија и за многу процеси во државата, важни за граѓаните и за државата, кои што се донесени. Знам дека ќе продолжувам да соработувам, таа е мој другар или другарка и продолжуваме и понатаму да соработуваме без разлика каде ќе се најде во иднина во Социјалдемократскиот сојуз или во општеството. Нејасно е дали изјавата на Заев е ублажување или релативизирање на состојбата која ја разбранува политичката јавност по вчерашната изјава на Шекеринска, дадена токму на денот кога социјалдемократите одбележуваат 30 годишнина од формирањето, само неколку часа пред онлайн собирот, дека на предстојниот конгрес нема повторно да се кандидира за позицијата заменик претседател на партијата. Добив едно прашање од страна на мојата општинска организација, дали сум кандидат, кажав дека не сум. Затоа што сметам дека навистина и СДСМ, меѓутоа и политичката сцена на Република Северна Македонија оди напред кога постојано продуцира и нови кадри. И апсолутно пристапот кон Конгресот треба да ни биде да формулираме и нови политики, а тие да бидат подобри. За сега не се знае што е причината за ваквиот за јавноста неочекуван чекор на Шекеринска, кој не може да биде без последици, зашто станува збор за вториот човек во партијата и долгогодишна министерка во актуелната и во претходните влади на СДСМ. Значи дека Шекеринска се дистанцира од вас? Ќе ја прашате дали Шекеринска се дистанцира од мене, јас го кажав моето мислење за Радмила. Радмила е мојот прв соработник, заменик претседател ми е во Социјалдемократскиот сојуз. Во првата влада, која што водев 2 години и 6,5 месеци, беше заменик претседател на владата и министер за одбрана, сега е министер за одбрана и навистина еден од првите мои соработници. Мислењето на Радмила за Зоран Заев може да го каже Радмила Шекеринска. И немам сомневање какво мислење ќе сподели со мене, заради тоа што работиме секој ден. Двоецот Заев Шекеринска ја презеде партијата во 2013 кога СДСМ, веќе со години, беше во опозиција и во многу понеповолна ситуација во однос на тогаш неприкосновената ВМРО ДПМНЕ. Од 2017 наваму социјалдемократите немаат загубени избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.